Пламен, густ чати смрдеа во Скопје. Утринава повторно изби пожар во депонијата, која се наоѓа во непосредна близина на салата Борис Трајковски во општина Карпош, а на само 2 километри од центарот на главниот град. Огнот зафатил натрупан шути и отпад, но и дрвја. Околу 8 часот утрината против пожарната бригада, откако добила повик, веднаш излегла на терен со 3 возила и 9 пожарникари. Оттаму додаваа дека пожарникарите ќе останат покрај депонијата во текот на целиот ден. Се работи од 8 часот и 10 минути од самата пријава на пожарот. Тоа е депонија која е повторно активирана. Значи, таа беше еден период затрупана и средена, но сепак несовестноста на граѓаните повторно на дело и пак се оформува депонијата. Во координација со градоначалникот на општина Карпош договорена е механизација која што би требало да дојде на испомош на пожарникарите во дел на превратување на гибрето и на санирање на депонијата. Проблемот со оваа депонија не е нов за надлежните, бидејќи гореше и во април минатата година. Истиот простор беше расчистуван за да се прави третиот дел од градскиот парк, а градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев за дел од порталите изјави дека во овој дел повторно се создавале нови диви депонии и прстот го впери во граѓаните, велејќи дека не може да се излезе накрај со нив. Влезот во близина на аквапаркот од каде влегуваа камиони го затворивме откако ја исчистивме депонијата, но сега си направиле друг пат и оттаму влегуваат и прават депонии. 100 пати чистевме, стававме препреки, но џабе повторно се права депонии. Богоев додава дека инспекторите од општината постојано биле на терен, но граѓани истурале камиони со шут и во 5 часот наутро во недела. Ова не е единствената депонија која ги мачи скопјани, а надлежните немаат слух за тоа. Жителите на населбата Маџари за во петок најавија протест токму поради проблемите кои им ги создава депонијата Вардариште, која за скопскиот градоначалник Шилегов е претоварна станица.